За овој случај, овде од собраниската говорница, пред се сакам да зборувам како граѓанин, како човек, како татко, а потоа како премиер. Слушнав за ова пред неколку дена и од тогаш до денес кога и да помислам на случајот, навистина се вознемирувам и се чувствувам гневно. Ово однесување не само што е срамно за мажите, и тоа не само тука, туку и во светот, ова е срамно за сите луѓе и за секое едно човечко битие. Јавното промовирање и поддржување на сексуално насилство и сексуална злоупотреба е целосно неприфатливо. Не смееме да толерираме вакво понижувачко, омаловажувачко, деградирачко третирање на жената. Секое вакво однесување мора да биде јавно осудено и да испрати јасна порака дека насилството врз жените е неприфатливо. Загрижувачки е не само што слушавме за чин на сексуално насилство, туку и што бевме сведоци како соговорниците радосно и без грам грижа на совест и свесност колку штета нанесуваат, се смеат или куваат додека дискутираат. И комплетно беше на место силната јавна осуда. Но воедно сметам дека тоа не е доволно. Затоа ги повикувам институциите кои за волја на вистината реагираа во рамките на своите надлежности да го истераат овој случај до крај. Да покажат дека сепак во Македонија имаме владење на правото. Воедно го повикувам издруженијето на новинарите да се оградат од колегите кои шират ксенофобија и дискриминација, бидејќи такви луѓе не се достојни да пишуваат и да зборуваат пред јавноста. Исто така ги повикувам и ВМРО ДПМНЕ, го повикувам и господинот Мицковски, да ја најде и да ја искине партиската книжка на секој еден нивни член кој само иницијативно решава да шири наратив со кој сега генерации млади ќе мислат дека е во ред да се зборува на тој начин за сексуално насилство и да се однесуваат мизогино и дискриминаторски. И фактот што тој не го стори тоа, досега, мене лично ме ужаснува, ама не сакам да го претворам ова прашање во политичко прашање. Слободата на говорот во Република Македонија е загарантирана со устав, но тоа истовремено не значи и дека секој може да ги гази човековите права, да шири омраза, мизогонија, ксенофобични и дискриминаторски идеи. Слободата на говор истовремено подразбира одговорност и постојање на висока свест за демократските начела и за слободите, правата и обврските во едно отворено општество. Кога слободата на говор се претвора или провоцира криминални действија, или каков било тип на нарушување на граѓанските и човековите права, тогаш тоа не е слобода, туку е агресија и така треба и да се третира. Може би некои од вас ќе мислат дека работите кои што сега ги кажав се пресилни. Но да ве подсетам дека дома имам 17 годишна ќерка. И најголемиот дел од моите пријатели и познаници од мојата генерација имаат ќерки
на таа возраст, како и други граѓани. И се срамам и сум гневен кога слушам вакви работи. Се срамам и сум гневен што во 21. век, во 2023 година, одредени личности со неверојатна леснотија се шегуваат за сексуално насилство. Јас сакам да ме извините, но ваквите работи на вистина ме вознемируваат. И затоа, доколку е можно, согласно процедурите во собранието, да направиме пауза, бидејќи во моментов, после ова, не можам да одговорам да продолжам со одговарање на пратенички прашања. Ви благодарам.